Идентични факти за албанците, исто како и во македонската енциклопедија, се изнесуваат и од албанските историчари во учебникот по историја за 12 клас, односно трета година гимназиско образование во Албанија. Затоа не чуди зошто толку остра и непримерна е реакцијата од албанскиот државен врв и албанците воопшто во врска со македонската енциклопедија, кога токму истото го пишуваат самите албански историчари, се наведува во острата реакција на македонците кои живеат во оваа земја. Фактички на иста релација се енциклопедија и учебников, дека албанците ги секако доселеници, се имат од планина, планинци, се имат од планина и ги асимилирале и ги збркале словенското население. Стериовски, кој е и член на председателството на Македонска алијанса за европска интеграција и самиот професор по историја, додава дека во албанскиот учебник уште стои дека, цитирам, како резултат на миграцијата на планинците, долините и полињата се наполнија со албански жители, додека словенското население дојде до намалување, дел се раселија, дел се асимилираа. Автори на учебникот се Беќир Мета, Мухарем Дежгиу и Джева Иралеши, кои ништо не ги поврзува со македонштината, вели Стериовски. Според него, врз нив се историја лавина реакција од албански политичари и историчари со барање за повлекување на учебникот. Иако тоа го вети министерот Муќерем Тафај, тоа досега не е направено. Револтирано од односот на албанската држава и албанскиот народ воопшто околу реакциите за македонската енциклопедија, посебно поранешниот премиер Пандели Мајко, кој им даде за право на албанците сред Скопје да го запалат македонското знаме, Стериовски од името на македонците со прашање до Мајко. Јавно би го запрашал Пандели Мајко, дали сега ќе ги повика албанците во Трети ран да го запалат албанско знаме, затоа што албанските историчари истото го пишуваат во учебникот за трета година средно гимназија. На средбата на извршниот комитет на партијата Македонска алијанса за европска интеграција се очекува став на партијата околу енциклопедискиот речник на Албанија, каде малцинствата биле представени како дојденци, а не како автохтоно население, на што остро реагираа Сдруженијата на албанските грци. Македонското малцинство во Албанија се чувствува длабоко навредено од изнесеното во новиот албански енциклопедиски речник и бара подитно тие невистини да се коригираат од страна на Албанската академија на науките, стои во декларацијата усвоена од извршниот комитет на нивната партија Македонска алијанса за европска интеграција. Според председателот на партијата Едмон Темелко, во енциклопедискиот речник изнесени се невистини за македонците. Во овој документ тие се нарекуваат славомакедонци, дека се доселеници, а не автохтон народ кој со векови живее на своите огништа. Ние македонците општо се нарекуваме како славомакедонци, тоа го викаме како голема навреда што ние на штета на нашиот идентитет, бидејќи нашиот идентитет е без никакви придавки и додавки, ние сме македонци и државата се вика Македонија. Реагиравме и за областа Голобордо, каде е опишена само географиски, не кажуваат на таа енциклопедија дека населението во областа Голобордо е македонско. Тоа се споменува само во областа Преспа, а областа Гора воопшто не е спомната како да не постои во картата на Република Албанија. Декларацијата испратена до Академијата, која доколку не прифати да го коригира енциклопедискиот речник, ние, додава Темелко, ќе продолжиме со порадикални мерки. Претходно во врска со енциклопедискиот речник реагира и представниците на грчкото малцинство, зашто и тие се представени како доселеници, а не како автохтони. Тие ја обвинија Академијата на науките на Албанија за дискриминаторски деградирачки однос кон грчкото малцинство, неговата историја, култура и придонесот за албанското општество и за албанската држава. Како доселеници се наведуваат и власите, додека другите малцинства според Темелко воопшто не се споменуваат.